едно ваше убаво патување, ова е почеток на едно ново возбудливо поглавје од вашето понатамошно образование. Зад вас остануваат годините исполнети со учење, другарство, смеа, а понекогаш и некоја солза. А сега пред вас се нови предизвици, нови соништа и нови можности. Вие сте генерација која носи надеж, енергија и талент. Горди сме на секој еден од вас. Вечерва вие сте звездите на Општинското основно училиште Ванчо Китанов од Пехчево, кои 9 години чекореа низ училиштето и учеа во училишните клупи со љубопитност, упорност и соништа. За еден ден да бидете успешни доктори, наставници, спортисти, уметници. Дозволете ми да му се заблагодариме на градоначалникот на Општина Пехчево, господинот Александар Китански, кој со својата поддршка и присуство на овој значаен ден за вас покажа дека иднината на децата и младите е приоритет за нашата општина. Повелете, градоначалник, поздравете ги нашите полуматуранти и посакајте им среќна полуматура и големи успеси понатаму во животот. Одговорноста, заедништвото и трудот. Во училишните клупи не стекнавте само знаење, туку и пријателства, вредности и спомени, што ќе ве следат на секој ваш чекор. Пред вас е нов пат. Некои од вас ќе продолжат во различни средни училишта, ќе запознаат нови другачини и наставници, но секогаш верувајте во себе. Бидете храбри, љубопитни и упорни. Не плашете се од предизвиците, бидејќи токму тие ве прават посилни и подобри. И не заборавајте, секоја голема промена започнува со еден мал чекор и со големо срце. Како градоначалник особено сум горд на младите луѓе во нашата општина. Вие сте нашата иднина, нашата надеж и нашето најголемо богатство. Вашите успеси ќе бидат успех на целата заедница, а ние ќе продолжиме да создаваме услови во кои ќе можете да растете, да учите и да ги остварувате вашите соништа. Сакам да им упатам искрена благодарност и на вашите наставници и родители. Со нивната посветеност, љубов и поддршка, денес сте тука, подготвени за следниот чекор во животот. Драги полуматуранти, уживајте во оваа вечер, прославете го вашиот успех, зачувајте ги најубавите спомени од основното образование. Нека ве следат среќа, здравје и многу успеси на патот што е пред вас. Ви честитам на успешното завршено основно образование и опасакувам светла и успешна иднина. Среќна полуматура. Училиштето во кое го завршивте вашето 9-годишно образование, Ванчо Китанов, го носи споменот на човекот чија посветеност кон образованието и заедницата останува светол пример за сите генерации. А денес, низ неговото име, растат, созреваат идните лидери на нашето Пехчево. А за да сето тоа биде онака, како што треба, мора да има менаџер, односно директор кој ќе раководи со училиштето и ќе работи во интерес на учениците. Чест и задоволство ми е да ја поканам директорката на нашето основно училиште Ванчо Китанов, господја Емилија Станоевска, да ви се обрати и да ве поздрави. Драги наши полуматуранти, денес стојам пред вас со срце исполнето со две силни, на изглед спротивни емоции, со огромна гордост, како ваша директорка, но и со една длабока, малку носталгична нежност, како ваша прва учителка. За мене оваа генерација има посебно значење. Пред 9 години, кога прв пат зачекоривте во овој училишен двор, со преголеми ранци на грбот и со очиња полни со љубопитност и страв, ве учев како да ги држите моливите, но уште поважно, ве учев како да бидете пријатели и како да го делите светот со другите. Кога ве гледам денес, толку пораснати, зрели, убави, во секој од вас се уште го гледам она мало зборлесто прваче, кое сакаше се да каже или со гордост да ми го покаже првиот одличен одговор во тетрадката. Како ваша директорка, ве гледам како напредувате во наставата, како ги совладувате тинеџерските бури, како победувате на надпревари, но и како учите од сопствените грешки. Драги мои, полуматурата е само една станица
каде што го менувате возот. Пред вас е средното образование, нов свет и нови предизвици. Каде и да ве однесе патот, сакам да запомните 3 работи кои се обидувавме да ви ги всадиме уште од првиот ден во училишната клупа. Бидете љубопитни. Никогаш не престанувајте да поставувате прашања. Светот им припаѓа на оние што сакаат да знаат повеќе. Бидете храбри. Не плашете се од неуспеси. Секој пат е само лекција како да станете подобри. Запомнете како паѓавте кога бевте мали, па станувавте со насмевки. Останете луѓе. Тоа е најважната лекција што ја учевме во прво оделение, а важи и денес. Оценките избледуваат, но вашата добрина, емпатија и честност се она по што луѓето ќе ве паметат. Успехот на овие деца не е случаен. Сакам да им се заблагодарам на моите колеги, наставници и класните раководители кои ја продолжија нашата работа и со истата љубов и трпение ве водеа низ лавиринтите на знаењето. Големо благодарам и до вас, почитувани родители. Ви благодарам за довербата што ни ја укажавте пред 9 години, кога ни ги препуштивте вашите најмили. Заедно изгледавме една прекрасна генерација. Како ваша прва учителка, за секогаш ќе го чувам споменот на вашите први чекори. Како ваша директорка, ви посакувам ширум да ги отворите крилјата и да летате високо кон вашите соништа. Ова училиште секогаш ќе биде вашиот прв дом, а јас ќе бидам тука да се радувам на секој ваш нов успех. Ви ја честитам полуматурата и со среќа понатаму. Почитуван градоначалник на општина Пехчево, почитувана директорки, почитувани класни раководители, почитувани наставници, драги родители, почитувани гости и мои драги соученици. Денес сме собрани за да одбележиме еден од најубавите и најважните моменти во нашиот живот, нашата полуматура. Оваа вечер не е само прослава на крајот на едно поглавие, туку и почеток на ново патување кое носи нови моменти, можности, предизвици и соништа. Кога прв пат зачекоривме во училишните ходници, бевме мали деца, полни со љубопитност, возбуда и понекогаш страф од непознатото. Со текот на годините научивме многу повеќе од она што беше напишано во учебниците. Научивме како да бидеме добри пријатели, како да си помагаме едни на други, како да се радуваме на успесите и како да станеме посилни по неуспесите. Во овие 9 години создадовме спомени што ќе останат со нас цел живот. Ќе ги паметиме првите контролни задачи, часовите исполнети со смеа, екскурзиите, приредбите, надпреварите и сите оние мали моменти кои можеби тогаш не изгледаа обични. А денес сваќаме колку биле драгоцени. Секој ден поминат во училиштето беше дел од приказната што заедно ја создадовме. Посебна благодарност заслужуваат нашите наставници. Вие не бевте само луѓе кои не учеа математика, јазици, историја или природни науки. Бевте наши водичи, советници и поддршка. Ни покажавте дека знаењето е најголемото богатство што човек може да го поседува и не поттикнувавте секогаш да веруваме во себе. Вашето трпение, труд и посветеност никогаш нема да ги заборавиме. Голема благодарност упатуваме и до нашите родители. Вие бевте наша сила во секој тежок момент и нашата најголема поддршка во секој успех. Благодариме за сите рани будења, за охрабрувачките зборови пред тестовите, за советите, љубовта и грижата што ни ги дававте безусловно. А денешниот ден е подеднак во ваш успех колку што и наш. А на моите драги соученици сакам да им кажам дека секој од вас има посебно место во овие спомени. Заедно пораснавме, се менувавме и созревавме. Заедно ги поминавме на убавите години од детството. Иако можеби животот ќе не однесе по различни патишта и во различни училишта, секогаш ќе останеме поврзани преку спомените што ги создадовме заедно. Оваа вечер е исполнета со радост, но и со мала доза носталгија. Тешко е да се поверува дека времето помина толку брзо.
Се чини како вчера да бевме првачиња, кои учеа да ги пишуваат првите букви, а денес сме млади луѓе кои се подготвуваат за нови предизвици и нови почетоци. Пред нас стои днината. Може би не знаеме точно што не очекува, но знаеме дека сме подготвени да чекориме напред. Со знаењето што го стекнавме, со вредностите што ги научивме и со поддршката што ја добивме од нашите наставници и родители, можеме храбро да ги следиме нашите цели и соништа. Нека никогаш не заборавиме од каде сме почнале, кои луѓе ни помогнале да стигнеме до овде и колку е важно да останеме добри, искрени и вредни личности. Нека секој од нас продолжи да учи, да напредува и да верува дека со труд и упорност може да постигне се што ќе посака. На крај, сакам да им посакам на сите многу здравие, среќа, успех и убави моменти во годините што доаѓаат. Нека оваа вечер остане запаметена како една од неубавите вечери во нашето детство и како почеток на едно ново и возбудливо поглавие во нашиот живот. Ви благодарам на сите што бевте дел од ова патување. Ви благодарам за сите спомени, насмевки и моменти што ќе ги носиме во нашите срца за секогаш. Честита полуматура на сите. Нека и днината ни биде светла, успешна и исполнета со остварени соништа. Една убава здравица. Го замолувам Мирче со своите колеги да ги подели чашите за здравицата, а градоначалникот на општина Пехчево, председателот на Советот на општина Пехчево, директорката на општинското основно училиште Ванчо Китанов и класните раководители да им се придружат на полуматурантите. За еден аплауз. Среќа и успеси понатаму во вашите животи. Може да го испиете до крај безалкохолно е. Драги полуматуранти, во вашите раце држите по еден балон, символ што го представува вашето детство, вашите спомени од основното училиште, соништата што ве водат напред. Секој балон е желба, надеж и мисла за иднината. Со нив символично се простувате од едно убаво и безгрижно време, а зачекорувате кон нови предизвици полни со надеж. 2, 1. Пуштете ги балоните кон небото. Нека летаат високо, како што високо ќе летаат и вашите соништа.
Почитувани наставници, да ви заблагодариме од име на учениците и родителите за вашето трпение, трудот и љубовта што ги вложивте во секој ученик сите овие 9 години. Драги родители, ви честитаме и вам